Добро утро. Утринава на тема образование разговараме со ректорот Аце Милинковски. Добро утро. Добро утро и вам и на вашите почитувани гледачи и добро утро на сите во вашата радиотелевизија која што е со национална фреквенција, меѓутоа е јавен сервис и најгледана во барем во делот на моето семејство и во делот на нашиот универзитет. Сакам да започнеме со тема која вам ви е добро позната. На тема образование можете многу да ни кажете, но она што е главно и фокус е што изминатите години ни се случува екзодус на младите. Дали сметате наодамна доделивте голем број на стипендии? Дали сметате дека тоа е начинот на кој што можеме да ги задржиме младите во земјата? Видите, може да го разгледуваме ова прашање од повеќе гледни точки, зависи на кое стојалиште кој од нас стои. Нашата татковина никогаш не била под посилен притисок, како што е ова што се случува во последниот период. Заминувањето на младите не се должи на економско мигрирање. Се должи на миграција која што нас, на повозрастните, ни кажува и ни укажува дека нешто не функционира. Дека одливот на младите од нашата татковина и мене почнува се повеќе и повеќе од ден на ден да ми пречи, бидејќи не може така насилно да ја остариме нашата популација. Ке станеме држава стара, ние сме по потекло секако стара држава, стар македонски народ, уште од времето на античкиот период, од времето на нашиот Александар Македонски. Меѓутоа, што значи во светската статистика да станеме стар народ или старо население, тоа значи дека почнува да преовладува сега за сега средногенерацијската популација, што значи дека за кусо време може да дојдеме дека ние повозрастните и постарите ќе преовладуваме во нашата татковина, што воопшто не е добро. Сметате дека стипендирањето е начин на кој што ќе ги задржиме младите тука? Како можност која што вие? Да, една од можностите е и стипендирање. Јас ќе посочам неколку примери во изминатиот период кога високата политика во нашата татковина креираше атмосфера и стипендираше млади луѓе да заминуваат од Македонија. Треба, јас мислам, обратно да е тоа. Треба ние сите и владините институции, но и универзитетите да стипендираат млади луѓе и да ги задржиме сите млади во нашата татковина, бидејќи без, а тие се нашата иднина, без младите луѓе, ние не можеме да креираме иднина која што ќе значи стабилност на Македонија. Добивте награда наодамна за општествена одговорност, па сега ме потикнавте да прашам со оглед на тоа дека велите дека сите универзитети треба да го следат вашиот пример и велите, јас на моите деца не им дадов можност, тогаш беше популарно да се студира во Солун, туку да останат во Македонија и да студираат во Македонија. Сметате дека е начинот на кој што треба и останатите кои имаат можноста како универзитети да помогнат да се образуваат младите што повеќе тука и да можат веднаш да влезат во пазарот на труд? Што значи да се биде патриот? Не да се носат децата да студираат надвор, него квалитетното образование, тој човек имаше можност. Квалитетното образование, земените примери од западноевропските држави, па и од соседна Грција, па и од Солун, а и од Соединетите Американски држави или од било каде, можеше образованието и треба и мора тие да го внесат кај нас. Не да ги пуштаме децата да студираат на Сорбона, треба примерите од Парискиот универзитет да ги имплементираме кај нас. Не да ги пуштиме децата да студираат на School of Business во Лондон, треба да ги земеме примерите од
таа реномирана високообразовна установа во Велика Британија, да ги земеме примерите, да ги имплементираме кај нас. Како добар познавач, што е оно што е потребно на пазарот на труд, ке искористам да ве прашам, со оглед на тоа дека и те изборуваме за тоа дека младите треба да се задржат тука, кои се тие професии кои едноставно ќе се согласите сигурно дека сите млади треба да се задржат тука, но кои се професиите кои што недостасуваат секогаш? Услужната дејност чинам дека е некако најзапоставена во тоа. Па видите, сега скоро прочитав некаде на некоја од порталите, не знам, некоја информација, точно не се сеќавам на кој од порталите, не ме земајте за грев, ве молам. Дека 650 млади заминале во еден ден во Хрватска на работа. За лето во велите. Да, зборувам за летото, да, па зарем ние немаме туристичка сезона? Зарем ние немаме хотели? За жал. Зарем ние, точно така, зарем ние немаме ресторани квалитетни, зарем ние немаме кафулиња убави, значи имаме се. Што сакаме ние да кажеме? Па зашто државата ги остави тие деца да заминат? А не станува збор само за 650. Станува збор за илјадници кои што секојдневно заминуваат. Веројатно не сакам да мислам дека се работи за некаква состојба со намера. Но сакам да кажам дека јас сум загрижен за мојата или за нашата татковина. Не може децата да идат да работат надвор. Да го барат чаревано. Не може Охридскиот хотелско-угостителски капацитет да биде толку слаб и толку лош. И да мора да увезува работна сила. А има факултет за туризам. Има факултет за туризам и угостителство. Значи имаме ние средни училишта кои што ги учат децата за услужната дејност во туристичкиот сектор, но каде ни заминуваат децата? Имаме ние студенти, ама сето тоа не го задоволува домашниот пазар. Ние пред се прво треба да се трудиме да го задоволиме домашниот пазар, домашните потреби. Тоа ви е исто како кога ќе го задоволите секој момент кој што му треба на вашето микросемејство, дома. Ние не може да се грижиме за нашите соседи ако дома не ни е се стокмено како што треба. Ако дома ги стокмиме работите како што треба, сите деца треба да работат тука, дома, кај нас. Па тогаш, ако имаме вишок работна сила, да, ќе ја понудиме на соседна Република Бугарија, на соседна Република Црна Гора, на соседна Република Албанија, на соседна Република Грција. Да, но ние мора да ги држиме децата, да изнајдеме 1 милион различни начини како да ги задржиме тука. Па имаме ние хотели со 5 звезди, со 4 звезди, со 3 звезди. Имаме ресторани високо квалитетни, имаме винари прекрасни. Значи имаме туристички микродестинации во нашата татковина кои што привлекуваат големо внимание во светот на туризмот. За жал, ние наместо да го правиме тоа што се наметнува, ние го правиме тоа што не треба, а тоа е да ги пуштиме децата да си заминат. И се замислите, не е тоа работа од 3-4 месеци. Замислите една зрела девојка или зрело момче, ке сретне тамо девојка во Хрватска или ке сретне момче во Хрватска, ке се развие врска и тие ќе останат таму. Не е се, ке одиме и ке се вратиме. Целата економска состојба во државата е во прашање ако младите си заминуваат од нашата татковина. Значи, не се работи само за туристичкиот и угостителскиот сектор. Се работи за целата економија. Благодарам. Се гледаме, се разбира и нареден период малку повеќе на оваа тема, а темата ќе биде што по завршување потоа на пазарот на трудот. Договорени сме. И јас ви благодарам на вас многу. Договорот го очекувам наскоро, за да продолжиме со нашиот убав разговор. Благодарам. Ви благодарам. Студио?